Со задоволство слушнав денеска оваа вест дека за еден квартал имаме 0,5% намалување на невработеноста, тоа е за вториот квартал од оваа година, за периодот април, мај и јуни, што во однос на истиот квартал минатата година е намалување за 2,8%. Значи, втор квартал оваа година со втор квартал 2015 намалување за 2,8% или некаде во број на вработени е 21.000 ново отворени работни места, што ќе се согласите за една година е прилично сериозна бројка. Ова е значено од повеќе аспекти, а особено што се случува во период кога земјата се соочува со специфична политичка криза и тоа беше баш во месеците на незиниот тек кога на два пати се одлагаа изборите. Како и да е, важно е дека мерките што се преземаат од страна на државата, од страна на владата и што се преземаа во минатото ги даваат потребните ефекти и се отвораат се повеќе нови работни места. Направената добра бизнис клима е многу значајна и таа е предуслов за се друго што се правеше да даде резултат. Она што е исто така значајно е што заклучно со овој резултат и со оваа објава на намалување на невработеноста за 0,5 за само еден квартал, сега веќе невработеноста е 24%, беше некаде околу 38% кога ВМРО ДПМН ја презема владата во 2006 година. И бројот на ново отворени работни места е 160.000. Значи, ќе потсетам дека пред неколку месеци ние имавме отчет пред граѓаните кои што и церемонијално го одржавме во салата Јане Сандански. Во тој момент беше нешто над 150.000 ново отворени работни места. Сега веќе е над 160.000 ново отворени работни места или вкупно во државата има вработено, регистрирани вработени над 720.000. За разлика од 2006 кога влеговме во владата, кога беа околу 560.000. Значи 2006 560.000 луѓе во Македонија имале работно место, денеска 720.000 и плюс уште нешто и околу 720.600 лица во Македонија имаат свое работно место. 160.000 луѓе повеќе се вработени отколку во 2006 година, што кога ќе се земе во обзир дека е во едно тешко време на најпрви светската глобална криза која одзема 2-3 години, па европската должничка криза исто така околу 2-3 години, па сега политичката криза внатрешна во Македонија која речиси 2 години го оптеретува нашето стопанство во едни такви сложени услови, мислам дека е повеќе од одличен резултат. Сигурен сум дека доколку условите не беа такви какви што беа или барем доколку се избегнеше последната политичка криза која што е создаде нашиот политички опонент, дека бројката ќе беше уште поголема. Ова е добро затоа што е она на што најмногу бевме фокусирани како политичка партија, како политичка гарнитура и го решава најгорливиот проблем на граѓаните. Ако направите било каква анкета или истражување на јавното мислење, несомнено е дека најголемиот проблем на граѓаните ќе се види дека е невработеноста. Така беше и во минатото, така и сега. Што значи, излегуваме во пресед на она што им е најголем проблем на граѓаните на Република Македонија, независно на нивната етничка, религијска или било каква припадност. Всушност, на крајот на денот, за граѓаните најважното нешто е што исполнуваат политичарите. Улогата на политичарите да ги решава главните проблеми на граѓаните. Ако главниот проблем на граѓаните е невработеноста и ако за овој период од владењето на ВМРО сме отвориле нови 160.000 работни места, односно 160.000 граѓани повеќе од тоа што биле се вработени, тоа значи дека ние сме ја погодиле целта и сме го вложиле нашиот труд и нашиот фокус на внимание на вистинското место. И тоа има своји резултати што мене ме прави задоволен, но предизвикот се уште постои. Иако невработеноста е намалена од некаде околу 38% на 24%, тоа се уште е невработеност на која што треба да се работи за нејзино дополнително намалување. Не треба да бидеме презадоволни, можеме да бидеме задоволни, но имаме уште работа.